Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на иста адреса Алфа телевизија. Знам дека со нетрпение го очекувате секогаш ова издание на Алфа, а ова полноќно издание е интересно затоа што во овој дел од денот знаеме да ве расположиме и разведриме со различни анимации од нашите надпреварувачи кои секогаш сакате да ги погледнете. Знам дека ова полноќно издание е одлично за во кревет, кога се одмараме и кога се релаксираме во домот, кога ни се завршени сите работни обврски и кога сакаме едноставно да си прилегнеме и да погледнеме што интересно има на телевизија. А на иста адреса го задржува секогаш вашето внимание. Как сте, дечки? Да, секогаш сакате да ги изненадиме гледачите, нели? Да. Денеска за нашите надпреварувачи, а уште повеќе и за гледачите пред малите екрани, подготвивме интересно изненадување. Знам дека гледачите се оние кои што секогаш имаат прашање за нашите надпреварувачи, а денеска успеавме да го реализираме вашето барање кое што долго време го очекувате. Долго време сакате да го имаме гласот на народот на иста адреса. Гласот на народот го нарекуваме затоа што вие ги поставивте прашањата на социјалните мрежи, а ние денеска ќе ги одговориме. А ни повеќе ни помалце ќе ги прашува или ќе ги поставува прашањата оној кој што најдобро тоа знае да го направи. Оној кој што знае да го извади од нашите надпреварувачи реалното, да го изиницира или да го потикне, можеби помалку или повеќе да ги изиритира, но секогаш да го извлече најдоброто од нив. Во овој момент сакам да го поканам и првиот гостин на иста адреса, првиот гостин кој што секогаш со возбуда го дочекуваат, оној кој што можеби знае да ги извлече насмевките од вашите лица. Многу ми го мразат, многу ми го сакаат, но секогаш ве задржува пред малите екрани. Го поканувам Боки 13 да ни се приклучи на иста адреса. Хала. Марија, Добро вечер. Боки. И ти нагрнат као мене. Морам. Ја нема да се љубам, нема да се поздравам посебно. Добри ли сте? Ти шјаштат кондурите. Стојаково, како е? Боки, дали сакаш да те послужат со водичка? Па нека ме послужиш за јадење, имате ли? Јас сум мртов гладен. На погрешна врата Дечки, се чукнал. Немате ништо за јадење? Направите му еден тост на човек. Боки, да се задржиме само на водичка. Па едино тоа ни останува овдека. Добри ли сте? Марија, ќе ми дадеш ти вода? Ќе ти дадам. Како ви е на вас овде? Досадно, недосадно? Да. Досадно сте измеѓу себе падна некако нешто интересантно овде? Некоја љубавна афера, секс афера? Нешто се деси... Мастурбираш ли ти овде? Не се смееш кога зелен, те прашувам сериозно. Не сум зелен, црн сум. Добро, не се смееш така зелена, да гледам дека се мастурбираш. Ја. Тоа си моја работа. Па управо дека е твоја, не дека мене нешто многу ме занима како тоа изгледа, него те прашувам дали практикуваш. Не сакам да одговорам на тоа прашање. Не сакаш да одговориш на тоа прашање. Токму така. Зашто не сакам? Тоа си е моја работа. А зошто? Како што на вас биле многу пати поставени мал милион број прашања кои што не ги имате одговорено, така јас Срце мое, например, кое прашање? Дали мастурбирам и колку често? Полноќно издание можеме да се Така е. поставиме за какви прашања. За кои прашање не сум ги одговорил? Дали сум ова или она? па како год. Тоа си е моја работа, ја мислам дека нема потреба да одговарам се. Не. Добро. Овде кај јас го носам бели листови во боја, но црни по содржина. Тоа значи дека ќе спуштам моето Луи Витон доле, доколку немате ништо против. Па немате вие, може би Луи Витонот има, али сега ќе се снајде во оваа ситуација. Имам овдека прашања од гледачите кои што ве пратат. Или не ме да бидеш така тужен, молим те. Не, денеска баш сум среќен. Тоа значи дека два пати било мастурбирање. Не, со два пати не се задоволувам. Со два пати не се задоволуваш? Да.
О, Еве ти го одговори. да. Одме со прашањата од гледачите. Дали сте спремни? Нема да прифаќам одговори какви што ми даде Иле. Сакам да бидете конкретни, јасни и гласни. Кој ми седи таму? Игор. Првото прашање е за Вики. Стани. Што работеше? Освен хостеса во Буши, се знаеме многу добро. Поздрав, А. Поздрав, А. Во Буши работев хостеса и само хостеса. И кога требаше за мене, се симнува во спа центарот. Што работиш? На рецепцијата во спа центарот. Значи, ништо повеќе не си работила во Буши. Повторно ме прашање за Вики. Анонимен извини. гледач. И кога имаше потреба, и келнер бев. Мултипрактик си била, значи. Дечко ти беше зависник, вели, од хероин. Ти само дуваш или ти се боцкаш со него во стерео? Не правев ништо јас. Може ли малку И не пообштен беше- одговор на оваа тема? И дечко ми не беше зависник од хероин. Исто така. Тој имаше пороци, но тоа не беше хероин. Што беше? Не би сакала тоа да кажам, пошто не се работи за мене, се работи за друга личност, а јас Каде не... овие информации на гледачите? Не знам. Ме претпоставувам поради интервјуто со Весна што го имав, меѓутоа не спомнав јас нити хероин. Тоа значи дека си била со човек кој што бил зависник од дрога, но ти никогаш не си. Значи, пороци Кога се не мисли мора да овде значи си дрога. дувала, се мисли на трава, на трева. Па најверојатно, али не. Тоа не. Добро, фала ти. Али треба? Михова. Ти си толку стегната во шоуто или продукцијата те прикажува како Дева Марија? Барем ние од кавадарци добро те познаваме. Што значи ова? Па не сум стегната, ниту продукцијата така ме прикажува. Сум таква каква што сум. Ова им се обраќам на тој од кавадарци што ми пишале, не е битно. Сум природна, таква каква што сум. Колку ви ме познавате, за жал мислам дека не ме познавате. Така да тоа е одговорот. Сака да кажеш дека си фейкерка во ова прашањево. Па веројатно, да. Добро, прашање за Иле. Фала ти. Како си затраскан во таа од Битола, како да не си имал друга во животот? Вистина ли дека не си имал друга девојка, дека ова ти е прва? Не вака. Ко прво не сум затренскан, а првата девојка ми е уште во пето одделение. Толку имам да кажам, значи не ми е прва. Што значи не си затрескан? Не ја сакаш доволно ова девојче? Не ја сакаш доволно? Па, значи, ние се знаеме само месец дена и мислам дека не е доволно време. За права љубов е 24 сата доволно. Секој си има свој став, свој мислење. Така. Ма не е Ова тоа став, срце моје не е тоа мислење. Да. Тоа се пеперутки. Пеператки нека видат. А ги има ли? Ги има. Па како може да ги има, велиш си дека не си затрескан? Па са... Не можам да кажам дека тоа е толку големо, пошто сепак е почеток. Не е толку големо. Што не е големо? Толку имам да кажам за ова. Тоа значи дека не си толку затрескан. Не ја сакаш, него ти е месец дена, па ќе видиме. Таков одговор сакаш да ми дадеш? Одговорот што сакав да го дадам, веќе го кажав. Веќе го даде. Да. Значи, са, кој како ме свати, негова си. Точно, и ние имаме проблем со нашата интелигенција да те сватиме, твоите филозофски одговори се просто толку суштински да просто не можеме да ги сватиме. Се сложувам со тебе. Тоа е. Прашање за Стефан. Фала ти, Иле. Фала и на тебе. Од твоја комшика е прашањево. Дали Стефан и после ова шоу ќе остане невин? Не.
Нема врска никако. Јас знам други комшиката. Што тоа ни е Ајде да ја поздравиме. Ивана, поздрав. Луда си тотално. Тоа не е интерна зезанција. Не е нормално. Не ви си мисли дека Не. никогаш не си имал сексуален однос. Колку години имаш ти? 22. Да. Дали е вистина што вели комшиката? 100% не е вистина. Јавно тврдо. Ама луда е тотално, го знам тоа. Тоа не е интерна зезанција, се извинувам. Добро да и за ебанција да кажеш, ама. Да. Значи не си невин. Не си. Виновен си. Виновен Седи. си. Благодарам. Прашање за Марио. Марио. Ти би должен ке полека. Од верен соученик, пошто беше Марио мега звезда под шаторите спроти влада? Искрено ќе одговорам по песната која секојдневно ми се вртеше, која направив со Златко Оридјански, Бум Гоцо или Секси Македонија. А иначе бев 60 дена пред влада, ако некој веќе го интересира. Бунтовник. Бунтовник. Со причина или без причина? Па прилично со причина. Поприлично, понекогаш. Па не поприлично, со причина, али не партиска, не политичка. Мислам политичко секој случај, пошто нели сме политички бити, али со причина после сите оние скандали што се десија во Македонија. Добро, Марио. За Игор Митровиќ. Дали врската на Игор Митровиќ надвор од ова шоу е само проформа? Кој, когом, зашто покрива и што се скрива со таа врска? Нема врска надвор. Немаш. Нема врска. Погледачко става прашање. Немам врска, стварно сингл сум. Скроз си без И врска. сега и пред да влезам во шоуто, да. Сега си овде без врска. Не знам. Па без врска емотивна и Игор. Немам ама. врска. Сега сум сингл тука, не без врска, него сингл. Значи, дека си сингл без врска. Тука сум сингл. Тука си сингл, добро. Точно така. Прашање за Мија. Кој е дечко на Мија? Вели, јас го знам лично. Ајде да им каже на сите јавно на ТВ. Може мене да ми кажете? Не го знам. Ја немам веќе, јас сум сингл, влезена сингл сум и сингл сум. Се уште. Колку години имаш? 25. Тебе не ти го поставија прашањето како на Стефан, дали си се уште невина? Дали ќе бидем непристоен доколку те прашам истото? Ке пидеш. Да, Многу ке сакам видиш. да бидам непристоен, одговори. Да, знам, уживаш во тоа. Ке ми Чекаш одговориш? одговор? Мгм. Не, Не си невина. не. Драго ми е. Седи. Фала ти на искреност. Прашање за Алмир. Некој гледач вели дека брат ти е подобар пејач, а тебе ти си во шоуто. Како влезе во шоуто, преку какви врски? Нема никакви врски. Тотално дебилно прашање, кој гледач да го поставил, Не знам. може да е мега идиот. Ајде. Точно дека имам брат кој што пее, меѓутоа се што он прави, секој начин на пеење што го има го доби од мене, така што не е тоа можно. Како се најдов тука? Ме контактира. Добро, тај. Оној кој што го Чекај, организирал. ти сакаш да кажеш дека ти подобро пееш од брат ти? Да, во секој случај. Тоа и тој сам си го знае, поздрав до него. Боже, Јас го учам брат ми. Он е помал од мене, треба да Како научи бре нешто. суетни сте и вие бре измеѓу себе бре. Па сега. Ја да бев на твој место кога беш мекар да кажам да брат ми боље пее, иако можда боље пее. Не, јас секогаш се сметам за најдобар. Ти секогаш сметаш за најдобар? Да. Ако го правам нешто, го Не ми правам мрде најдобро. средно со назад. Не дзенза. Пајдушко, знаеш ли да играш? Не, Не сериозно. не сум по Толку таа музика. дзензаш, не, не знаеш Пајдушко? не знам таква музика. Марио, ти знаеш ли Пајдушко? Кој знае?
Ке може ли да му Тројца покажете на крајот на вечерта да ми заден за пајдушко? Договорено. Врска немам како иде, наискрено. Thank you very much. Прашање за Марија. Кога изгуби невиност и со кого гледач? Се уште немам изгубено. Дали е јас едно подпрашање? Дали човеков со кој што имате као љубовна врска, при тоа што не е затрескан, Да, одма ќе одговорам, сега за сега не. не би се него? Не. Не те привлекува сексуално? Па... Понекогаш да, али не би. Понекогаш тамо, а? Да. Али не би изгубила. Па жено, шо правиш што некој што понекогаш те привлекува сексуално? Па сега тука има многу камери, многу работи. Тој можда... Не знам. Ако немавте камери, Не знам. колку Мислам години дека не. имаште? 18. Добро, ти си мала. Само што ги направи. Само што ги направи. И стварно? Не. Пред еден месец. Добро, прашање за Зои, фала ти. Со колку дечко сте си било во исто време? 4, 5, 6, сака многу А. Да. Кога сум имала дечко, сум била само со еден. Он тврди, гледачот тврди дека си била во Никогаш не неколку сум паралелни врски. имала некој наако стварен тоа. Ма добро, гледачот е на А и он те сака, Окей. значи не значи дека он бил со тебе у дрнд комбинација. Полека ти паѓа вода. Не сум била. Не, Со еден. Сека верна си била, Да. моногамна си. Да, седи. Да. Прашање од еден гледач, вели љубовен триаголник, Михова, Игор и Мија. Што се случува? Станете тројцата. Треба да станеме? Кој се каде да збори? Ајде, почнете. Нема никаков триаголник. Јас ќе одговорам. Кој на кого и зошто овдека? Што? Како? Нема кој на кого. Не, вака, тоа значи се само афери, тоа се само муавети. Така да, И стварно не, нема. на гледачите мора да ја помнам, не е се како што изгледа. Значи, буквално не е све како што изгледа. Добро, Весна Петрушевска ми пиша сега порака и добила и таа порака. Здраво, Весна, сакам да ве замолам едно да ми направите. Јас сум женска на Илија Петрски, сакам да го поздравите многу. Сакам да му кажете кога сакам дека ми фали премногу, ви благодарам, однапред имајте пријатна вечер. Оваа порака е примив за Иле, пред 8 минути од Весна, ако мислите дека измислувам. Ја морам да... Видиш што да видиш, ти мораш. Јас како што знам, Ти колку што знаеш, подобро е да не знаеш да говори. Што Треба ли да знаеш ти? да Еве и искоментирам? Лила Филиповска ми пиша, ми вели те гледам, она за ташната коментира, не ве коментира вас. На Лила е веројатно ташната поинтересна. Па гледа ради мене, драга моја. Одговори сега. Иле, јас сум меѓувреме ќе звонам на Петрушевска, а вие цркнете тука што гледате телефона, немате прилика. Не е културно јас тоа дека договорам. Во тоа, кого поздравуваш ти? А Весна, еве сега и звонам јас на Весна. Да, Или коментирај, што е ова со обожавателка, девојка? Весна ми иска. Па јас како што знам, тоа веќе и на Весна го кажав. Пред да влезам во шоуто, точно се гледав со девојка, но тоа не беше врска, тоа беше само мување, да кажам, на скопски. Тоа е се. Сега објаснете ми го вие тоа на скопски. Поради тоа што јас сум скопско дете, а тој збор мување не ми е јасен. Ти од кај си изворно? Од Скопје? Собелин, од Скопје. На Слободен ден. Што е тоа мување? Значи, се гледам со девојката, но не сум во врска. Што значи мување? Кои елементи ги сочинува мувањето? Значи, се освен врска.
Со тие рачињата, јас имам чувство дека ти сакаш да бидеш премиера, не пејач. Само Не ќе би било сметат лошо. тетоважите. Еве ја Весна се звони. Добро вечер, овој ти. Ало? Весна? Весна, ме слушаш ли се? Ти си во живо во програма, гледаш ли? Аха, добро, сакаш нешто да кажеш? Нема таа порака ја добив. Таа порака е добила Весна на Фейсбук. Добро, Нема ме ли интересира од која потврдува? особа ја Од добила? која особа Весна го занима? Uno momento? Што? Uno momento. Не особено. Ало? И се вика, Добро, Весна, фала ти. Од некоја Ива Јакимовска. Еве, се девојчето ќе бидеме безобразни ќе го кажеме, али така е. Ајде сега стани ти со рачињата и да искажи се. Па немаш што повеќе Што да кажам. значи прво мување и девојчето? И ја. Што значи зборот мување? Кои елементи ги сочинува зборот мување? Што правите вие кога се мувате? Се. Што не е јасно сега? Што е тоа се иле? Се бакнуваме. Добро, водиме љубов, секс. Се најнормално, но не сме во врска. Тоа беше. Иначе, јас, според мене, знам, са може би, не знам тоа од нејзина страна како е видено и за... Ја веќе не знам што да кажам. Ама како и да е, не сум бил во врска, барем ја не знам за такво нешто. Нема што повеќе да коментирам на таа тема. Таа тема веќе е коментирана Многу пати, да, многу пати. сети. Нема потреба. Добро, пак има за тебе прашање. Кој го прокламира Иле со статус на звезда, што постојано ги слушаме неговите поплаки и барања? Како? Кој те прогласил тебе за звезда, поради тоа што вели постојано ги слушаме неговите поплаки и барања, некакви поплаки и барања, се занесуваш, сака да кажете. Па не значи, ако и да си звезда, дека не смеш да се жалиш или слично. Тоа е според мен. дали Пак си се само рачињата. прогласена звезда? Да. Или кој те прогласил за звезда, што толку имаш поплаки? Тоа е прашањето. Така. Добро, не го сватив баш прашањето, но не знам што да кажам на прашањето. Не знаеш ни за тоа. Рачињата на место и седи си. Добро, што значеше бакнежот на Марио и Вики? Кој треба да одговори? Двојцата? Кој сака прв? Кој еве женското има предност, па се договорите. Ајде, Вики. Што значеше? Конкретно. Ништо не значеше. Конкретно ништо не значеше, пријателски бакнеш. Чекај малку, Иле, што збориш? Што глупости велиш? Не, да искажи се, извини. Ова е можда интересно за гледачите. Зошто си нервозен? Така. Што сакаш да кажеш? Сериозно. Прашањето кое што ми беше поставено е според мене глупо. Кое прашање? Последното. Последното Па и за- предпоследното. За звезда? Да. Предпоследното Весна што го пушти. Да. И за Баш тоа ме интересира мислиш? последното прашање од кого беше поставено. Тоа од гледачи, мен не ми пишува овде кој го поставува. Ти ако се ги вреđаш гледачите дека се глупи и ти поставуваат глупи прашања, Јас не вреđам никого, но според мен јас мислам дека не се жало. И за она што сум го кажал, тоа беше мислам дека за шишење или не знам за што зборевме. Мислам дека ај, сконцентрирај се после ќе ми кажеш. Одговори ти. Нашиот бакнеш не значеше ништо конкретно, пријателски бакнеш беше. Имав Марио? А,